На меѓународниот ден на аутизмот, родителите на аутистични деца од Штип реагираат на идејата за отварање на мал групен дом на горниот кат од Центарот за аутизам. Тврдат дека нивните деца повеќе нема да ги носат во центарот, доколку се реализира оваа идеја, бидејќи на овој начин нема да се задоволат потребите на децата со аутизам, но и на децата без родителска грижа. Нашиот став е дека секоја ванарива категорија треба да биде обезбедена, но не по секоја цена и не обезбедување за една категорија во згрбот на друга категорија. Овие деца се со многу голема сила. И родителите кои што имаат млади деца, за жал еве и моментално не ги пуштаат во центарот, а откако ќе се скрати поставот, тоа останува невозможно за младите деца. Неофицијално се поголем е револтот и на жителите од населбата Пребег и тие не сакаат во нивната околина да функционира мал групен дом. Сепак првиот човек на градот Благој Бочварски вели дека е премногу рано за вакви реакции. Пред се треба да видиме кога ќе биде реконструкцијата, кога ќе се случи, да видиме дали е тоа ќе биде доволно добро изработено за да можат овие две категории да бидат сместени овде. Така што однапред не би сакал да коментирам и не е добро и однапред да се коментира од страна на родителите, бидејќи сепак треба да видиме што ќе се направи, колку ќе биде тоа добро направено и на крај да верувам дека сите ќе бидат задоволни од тоа решение. Од земањето на дел од просторот во Центарот за аутизам во сенка го фрли денешниот 2 април, меѓународниот ден, кога треба да се подигне свеста за оваа состојба која станува се почеста. Дефектолозите велат дека од година во година бројот на аутистични деца расте. Првите знаци се јавуваат кон крајот на втората година. Изолираност, нереагирање на надворешната средина се првите симптоми кои треба да го вклучат црвениот аларм кај родителите. Пред 3 години Штип го доби првиот центар за аутизам во регионот. Иако тогашните најави беа дека во центарот ќе се изгрижуваат околу 20 на деца од целиот регион, во моментот има само 6. За успешни резултати кои овие деца потребни се и соодветни реквизити, алармираат дефектолозите. Во нашиот дневен центар имаме една сензорна соба, просторија каде што работиме индивидуално и просторија за групни активности. Сензорната соба не е опремена во голем дел со сите потребни реквизити кои што треба да ги има, но се надеваме дека тоа со текот на времето ќе се подобри. Инаку градоначалникот Бочварски денес го посети овој центар, ветувајќи дека ќе ги направат сите напори и обиди лицата со аутизам да ги вклучат во секојдневните општествени процеси.